Невладината организација Норгесвел открива Паланка веќе 4-та година го имплементира проектот Стручното образование чекор кон подобра иднина, кој го потенцира значењето на стручното образование како избор за младите средношколци. Дел од проектот е и етничката компонента која предвидува игри и дружење на учениците од мешан етнички состав. Токму финалната работилница по етничката компонента, одржана на 24 јуни во ресторан Парк Гиновце во Кривопаланечко, беше една од активностите кои овозможуваат релаксирано дружење на младите од средните училишта од Куманово и Тетово на неутрален терен. На настанот кој инкорпорираше низа спортско-рекреативни и забавни содржини кои изискуваат ментален и физички напор од учениците, истите се дружеа и забавуваа. Уј, вода, сметки. Имаме, значи, сметка и немам. Конечен одговор? Сигурно? Да. Пара? Да. Пари. Дали фудбал сега е актуелно држава репрезентација? На сината и на црвената. Сециле груп, дуета мендој. На бо... Скутер на воздух. Ево, пола. Носител на проектот е Норгесвел открива Паланка, а го спроведува во соработка со Средното стручно училиште Киро Бурнас од Куманово и Нансен Диалог центар од Скопје. Проектните активности се реализираа изминатите 4 години, а до крајот на проектот Норгесвел планира да изнајде модуси со интенција истиот да се продолжи, информираше Даниела Анастасовска од Норгесвел. Студентите се прекрасни, имаме една многу добра соработка со нив, секогаш се расположени за нови предизвици и доста добро се справуваат со сите работи и задачи кои што ги поставуваме пред нив. Денешниот ден беше финална работилница со мултиетнички карактер, како беше осмислена, како се одвива активностите? Значи заедно со колегите од Нансен Диалог центар ја осмисливме програмата и ги на некој начин сакавме децава да ги изведеме надвор од нивните средини, на неутрален терен, каде што ќе може да се дружат и забавуваат во повеќе дисциплини кои што заедно ги осмисливме со колегите од Нансен. Тоа беа активности кои што захтеваа и ментална активност, но и физичка активност. Задоволни ли се од ова нивно дружење пред се од мултиетнички карактер? Значи ова не е нивно прво дружење. Пред се студентите се многу задоволни. Имавме уште 3 вакви дружења, од кои што едното беше надвор во Република Бугарија, заедно со повеќе професори, ментори и родители. И предпоставувам и гледам од нивните реакции дека би сакале уште активности од овој тип. Низ квиз за запознавање на Европската Унија преку асоцијации, пантомима, пикадо, влечење јаже и интересни содржини, 18 момчиња и девојки од мешан етнички состав работеа во 3 тима надпреварувајќи се кој е побрз и повешт. Но неизоставен дел беа и музиката, пеењето на песни на македонски и албански јазик, кое несомнено беше и круна на забавата. Високи стипли, црни чола, ти се врта на готела и по 100 пати којовник не пробува, се разра и не се ми спарува, си да те гледа. Girai kuće šuminjan, ošteve čan, išmedi krejden tanem van, dăgi duan takem plan, porcote kan, se zemrun ti kam je tavan, girai kuće. A ja se koga šte gleda sama, šekećevo bitna dama, baš si slatka, no studena. Dok se drži moja sam se krsti i baš mi saka da te dobre su prsti. Girai kuće šuminjan, ošteve čan, išmedi krejden tanem van, dăgi duan takem plan, porcote
diskoteka se vrati kame tavan. Координаторот од Нансен Диалог Центарот Аница Оносимовска од Скопје рече дека ваквите активности се можност учениците од средните училишта од мешан состав да умеат меѓусебно да се поддржат, да ги надминат различностите кои никогаш и не биле и не се бариера, а целта на проектот е постигната, нагласи таа, судејќи по резултатите и искрените говори на учениците. Значи со Нургесвилс имаме континуирана соработка од овој тип на активности, игровни активности кои што се со воспитно-образовна компонента. Веќе 2 години, задоволни сме премногу во поглед на дружбата која што веќе се развика и овие ученици, континуираната соработка и денешниот завршен перформанс беше како круна на сето она што досега децата го постигнаа преку овие активности. Не е голем чекор, но секој прв почетен чекор значи многу. Да се прашалам, ова е финална работилница со мултиетнички карактер, така со учениците имаат можност да се дружат, претпоставувам на повеќе работилници имале досега. Колку е важно ова за нивната интеграција, заеднички живот и еве дел од нив не учат во помешани паралелки, тука веќе се дружат, придонесуваат заеднички за една цел, победа некаква или некакви постигнувања, убави заеднички успеси и радост. Игрите беа од забавен карактер, значи победата беше спорното нешто во овие игри. Учениците кои што доаѓаат од средносручно училиште, од Мушапијаде, од Тетово, дисперзирани паралелки од Прелюбешти, тие веќе учат во една институција, под еден кров, ученици од македонска и од албанска националност. За разлика од децата од Кирно Бурнес, учениците кои што се во 2 одвоени училишни згради, но забележуваме дека јазикот не им е бариера. Значи, секој си го зборува својот мајчин јазик, но забележувате дека тие многу убаво се разбираат и дружат, наоѓаат еден поинаков нивни заеднички јазик. Иако на крајот сите заслужено добија медали наменети за прво, второ и трето пласираниот во игрите, сепак крајната цел на ваквите активности беше една: да се дружат и запознаваат, да ги надминат бариерите и да се почитуваат и толерираат меѓусебно. Ова се постигнува со постојана корелација, разбирање и почитување на различностите во единството на младоста и иднината. Кажи ми, како се викаш и од кој училиште доаѓаш? Се викам Андрија Сивовски од училиште Киро Бурнес, Куманово. Колку време се дружите во рамки на овој проект и дали те се допаѓа ваквиот начин на дружење? Да, 2 години се дружиме. Дека учиш во мултиетничко училиште? Не. Значи ова е можност да можете да се дружите, да се запознавате меѓу себе. Денешната активност како ти се допадна и сте излезени надвори од училишните клупи? Многу денешната активност. Што најмногу ти се допадна, во која игра се проведе? Мислам дека сите ви беа забавни. Се Така, се не беше. Ќе продолжите вака да се активирате? Да. Моника, Крстевска, доаѓам од Киро Бурнес училиште, поточно козметички техничар. Ми се допадна, убаво беше дружењето и забавувањето. Игра со пикадо, караоке, така е така. Сами Фетај, од Киро Бурнес, од Куманово. Пикато. Јас сум Игор Савески, доаѓам од Мушапијаде, Тетово, поточно Прелюбиште, Фридјоф Нансен. Колку време се дружиш во овој проект? Овој проект од прилика некаде 2 години се дружиме. Добре, сега за се супер. Наставите супер, се дружиме, има добра забава. Добре. Па да, се мешаме повеќе во екипи, се дружиме мултиетнички. Во мојот училиште има и македонци и албанци. Ријад Муслија, на Киро Бурнес, Куманово, Пикада. Албедена Деми, Пикада, Вене Непал. Јас сум Драгана. Што највеќе ти се допадна во рамките на цели овие 2 години што се дружите? Па ми се допаѓаат прекрасните прошетки, дружењето, меѓуетнички, работењето во групи. Се викам Анастасија. Средното стручно општинско училиште Киро Бурнес од Куманово. Супер се дружиме, се запознаваме. Повеќето се од албанска националност, али тоа не ни смета на нас, така се дружиме и со нив. Никол Чекидановски, доаѓам од Тетово, од училиштето со Мушапијаде. Што ќе издвоиш највеќе од ова што ти се допадна во рамките на овој проект? А се ми се допадна прошетките, сработките, трглење со јаже,
Се беше убаво. Ало, јас сум Моника. Доаѓам од Средно стручно општинско училиште Киро Бурнас од Куманово. Дружењето, игрите, се сложуваме, се шетаме, супер е се. Важноста од имплементацијата на вакви проекти ја потенцираше и професорот Горан Митевски од Средното стручно училиште Киро Бурнас Куманово. Проектот трае веќе повеќе години, се вика нели чекор напред, стручно образование чекор напред кон подобра иднина. Една од компонентите во овој проект е и меѓуетнички интеграција. Што значи тоа за нас? Ние како училиште Киро Бурнас имаме албанска група на ученици и македонска група. Албанската група наставата си ја обавува во нивен регион на албански наставен јазик, а македонската, значи тие се одвоени македонските албанците. Меѓутоа сега правиме напори барем преку практична настава да ги соединиме, да изведуваат практична настава заедно во училиште Киро Бурнас. Сега ова компонента преку овој проект беше за да тие се здружат, да се зближат, да можат понатаму да функционираат заедно, да се запознаат, да видат дека не е некакво, дека нема бариери, дека и јас сум задоволен од овој проект, од оваа активност што имаме сега, така да децава се здружија, се запозна и се надевам дека понатаму ќе можат да обавуваат заедно барем практична настава во училиштето. Дека ваквите работилници, но и проектите во целост се насочени кон усмерување на учениците во насока на градење нивна подобра и по-просперитетна иднина, потврдува и досегашната успешна имплементација на проектот Стручното образование чекор кон подобра иднина, кој според Даниела Анастасовска од Норгесвел како носител на истиот, предвидува уште неколку активности по летниот распуст до крајниот рок на исполнување декември 2014, со што и ќе се заокружат сите активности, но и ќе се создаде можност за продолжување на проектот. Наша идеја е од септември, кога ќе почне новата школска година, да направиме уште еден план и програма за понатамошни активности, но со студентите кои што доаѓаат во прва година. Учениците кои доаѓаат во прва година, ќе ги запознаеме со наставната програма за овие воншколски активности. На еден начин ќе ги упатиме на она што значи комплексност, заеднички интереси, мултиетничко дружење и се што е во склоп на подобра и заедничка иднина за сите деца.